Речиси половината од мажите и 1/4 од жените во Македонија се пушачи. Состојбите се такви да некогашната фраза "пуши како турчин" сега во балкански и проширени рамки слободно може да се замени со "пуши како македонец". На 46% од мажите во Македонија пушат, покажува Тутунскиот атлас, кој прави споредба на податоците за пушачките навики во различни земји во светот. Со оваа бројка Македонија е над просекот на земјите со среден бруто домашен производ. Ни жените не се подолу, бидејќи 26,8% од нив се пушачи, што исто така ја става Македонија над просекот. Впрочем, пресметено е дека целокупното македонско население пуши по над 2700 цигари годишно, или околу 2 милиона народ, за 365 дена исчурува 730 милиони цигари. Инаку, еден редовен пушач кој пуши по една кутија цигари дневно, годишно испушува по 7300 цигари. Граѓаните на Македонија ниту во спортот, ниту во било кој друг се трети во светот, ама цврсто ја држат третата позиција според бројот на испушени цигари по жител годишно. И при тоа бројот на пушачи постојано се зголемува. Повеќе цигари од македонците пушат само жителите на Белорусија и Либан. Не, горе-доле околу 2000 денари. Знам да се штетни, 100%. Па како да не се штетни цигарите, ја ги пуши 35 години и откажа и сега не пуша. Па рачуне секој ден по 3 кутии пуше и колку излага сад негде тамо 70 динара и израчуне 230 динара дневно. Пушил сам у минато свршено време. Сега никако не сакам ни да го чуем. Од буџетот сега ја како што знам мојта пуше дава 4100. Како не се штетни? Од там далеко се штетни. Тоа без зборови да не ти кажувам колку се штетни. И тоа не можам да го помислам дека ми смета. Ми пречи сега да сакам да пушам, не може да пушам. Ја не знам како сам го пушил тоа време пред 40 години, што никако не сам можел да помислам дека толку може да биде тоа цигар, толку лошо. За да се спасат тутунските компании и кафанџиите, група на пратеници поднели иницијатива за измена на законот за заштита од пушењето во скратена постапка. Улабавувањето на законските норми може додатно да го зголеми бројот на пушачи, а Македонија наскоро да конкурира за втората или првата позиција во светски рамки, кога е во прашање пушењето по глава на жител. Кочање не е познат производител на тутун, ама можно добро се држи во просекот на државата по испушени цигари по глава на жител. Со 365 евра годишен трошок за ова никотинско задоволство и зависност, излегува дека секој пушач троши по 1,5 конфекцијска плата или приближно една просечна плата во државата.